Според мене е направена погрешна одлука да ниеден македонски филм не представува оваа година. Меѓутоа, таа приказа за мене заврши веднаш кога беше објавено тоа дека нема да има ниеден македонски кандидат, бидејќи јас сметам дека комисијата, каква и да е, одобрена од Американската академија, може да си донесе одлука дори и таква погрешна. И јас тоа го почитувам. Јас бев 4 години председател на таа комисија, додека бев председател на друштвото. Јас секогаш се залагав да оди македонски филми не представува. Јас минатата година бев со трето полувреме и знам што значи тоа и затоа потврдувам дека е добро да има представник секоја држава. Кога се оди на Оскар, не се оди само за да победите, за да влезете во номинациите, него стану идете да се представите себе си, тоа што го правите, и секогаш секаква презентација е добре дојдена, како вика, ништо фира не иде. Комисијата донела одлука какво што донела, јас таа ја почитувам и воопшто не се занимавав со тоа понатаму. Голема лага е што се тврдеше дека Балканот не е мртов, не ги исполнува критериумите. Јас ви кажав, 4 години бев председател на таа комисија, многу добро ги знам пропозициите и регулативите. На крајот на кришата постојат и пишани документи во кои што председателот на комисијата се обраќаше до официјалните лица на академијата во Америка и тие му одговорија официјално дека Балканот не е мртов, воопшто нема проблем, или како што они викаат, е eligible да биде македонски кандидат. Бидејќи фестивалското представување минатата година воопшто не му смета на филмот да биде кандидиран од матичната земја. Како и да е, за мене тоа е една епизода која е завршена одамна. Многу ми е жал што така се третираше во јавноста, дека се појави еден скандал кој што навистина немаше потреба. Јас сметам дека занимавањето со филм е привилегија и не мислам дека треба преку медиумите на една, би ја нарекол, турбофолк комуникација да се исправаат работите. Сметам дека е тоа работа на Друштвото на филмски работници, дека таму треба да се ги средиме работите без разлика колку се добри, погрешни или лоши.